Благодарам, подпредседателе. Читуван колега Балковски, имавте два дела на говорот. Првиот дел ви беше оној кој што претпоставувам дека граѓаните кога го гледале смениле канал, каде што кажувате дека ќе го поддржите буџетот, колку е добар и сите тие патоци кои што ги комуницира владата секојдневно. И вториот, за среќа подобар, поголем дел од говорот беше стратешки говор за тоа како навистина треба власта да размислува кога креира еден буџет. Најпрво имаме ние проблем со вашите колеги од парламентарното мнозинство, тоа е дека тие, не знам за вас, дали ќе го поддржите, ќе гласаат буџет кој што има 2,9% раст на БДП, како основна компонента за правење на буџетот. А во ова трибиниве што им се издржавата, истите овие пратеници аплаудираат кога премиерот и нивни председател на партијата вели дека оваа година ќе имаме 2,3% раст. Тие 0,6% се повеќе од 80 милиони евра промашување од старт. И јас често пати ги прашувам колегиве од мнозинството, на 2,3 аплаудирате, во основание 2,9 ќе гласате, излезете да се изјасните која е бројката и да објасните што правиме и од каде ќе ги најдеме тие повеќе од 85 милиони евра. Второ, господине Балковски, вие зборувате за стратегија во туризмот. Вашиве колеги од мнозинството под стратегија од туризам подразбираат дајте ваучери во Охрид во кафана да се гласа за СДС за наредни избори, а после како ќе му даде Господ и на Охрид, и на Крушево, и на Малешевијата, и на сите оние места кои што ги спомнавте. Едноставно, така функционираат луѓето. Трето, зборувате за суво пристаниште, што наистина е стратешка и одлична идеја. Таму е проблемот тоа што пристичето во Драч е многу плитко и огромни бродови не може да излегуваат таму, да се паркираат, бидејќи сум го гледал тој проект, но е добро да го имаме. Ама кога ќе видите дека седите со луѓе од мнозинство кои што 6 години не можат до Охрид да го завршат патот. Вие, господине Балковски, за жал седите со колеги од мнозинството кои што пред повеќе од 2 години премиер, двајца вице-премиери и 4 министри отидоа и фрлаа лопата, се сликаа на автопат кој што има должина 14 километри. Овој од Скопје до косовска граница. До ден денеска, после 2,5 години, 14 сантиметри нема од тој автопат. И затоа иземав реплика. Вие размислувате стратешки, они размислуваат